Значи, стартуваме ли? Така, драги мои македонци, се надевам дека звуков се слуша, дека е се во ред. Ја не сум киднапиран, еве трепкам 2 пати. Ако е во ред, пишите окей звук, ако не, да поправаме, да правиме. Ова е, значи, Крш Муабети број 111. Како што може да видите, банкстери број 1/23, тоа значи дека до крајот на оваа година наизменично банкстери ционисти, што ти едно те исто, банкстерите се најопасната војска на ционистите, банкстерите се најсуштинските тирани, суштинските господари и на оваа северџанска монструм држава, која ги направи, ги произведе, ги реализираше сите антимакедонски проекти и сето тоа немаше да може да се направи доколку не беше се добро испланирано и во режија на банкстерите. Вечерва ќе видите дека многу пострашен систем, освен прислушкувањето, сте ме терале скроз бе вамо, дај у средина, дојам, добре. Освен прислушкувањето, многу пострашен систем е се банкстерите. Буквално контролата во целост, ама буквално во целост контролата врз македонскиот народ е токму преку овој финансиски дел од бизнисот во Република Македонија, финансиски деривати, кредити, не знам какви, но знаете колку пати сме говореле за платниот промет, знаете колку пати сме апелирале и работиме на решение на тој проблем со платниот промет. Решението на, бидејќи не може да се бори за слобода и да ја уништиш оваа душманска антимакедонска држава направија, а да не се бориш против банкстерите. Значи, тоа едно без друго не оди и дека суштина на контролата на македонскиот народ се токму банкстерите, зашто вечерва ќе говориме 1 час, а подоцна секако дека после тоа ќе одговараме на прашањата кои вие ќе ги поставувате како и обично. Не знам дали сецка, мене овде пристојно ми изгледа, не ми сецка на мобилката ми е тука одма, еве, за да контролирам. Дали тоа на YouTube сам себе си се гледам со доцнење, а иначе тука у студио имам превју во реално време, па можам овие работи да ги контролирам господ Сашо Андонов. Да се вратиме назад. Значи, банкстерите вечерва ќе почнеме, иако во тешки муабети во Инфомакс тоа пред 3 години ја отворивме таа тема, па и лани во Крш муабети исто така отваравме теми, говоревме околу One ID, идејата за единствен број за македонецот робот. One ID е фирмата каде буквално ќе не заробат дигитално. И Чечин, бочната, ти реков бе намали бочна, море. Режисер мој. И сега, зошто се битни банкстерите? Вечерва ќе почнеме, Чичин, ај пушти ја првата слика. Зошто се битни банкстерите? Го гледате, ова е комерцијална банка. Значи, цели 2 милиарди денари собрале од провизии и 3 милиарди од камати. Ајде, втората, ги гледате 2 милиарди и 306. Не, се извинувам, 2306, бидејќи износите, да, во денари се 2 милиарди 306 милиони 026 се провизии слапани, значи негде околу 306 милиони, 5 милиони евра повеќе зела НЛБ во однос на 2021 година, 2022. Ова се билансите од минатата година, ги чекаме новиве. Ајде, третата, Стопанска банка. Еве, Стопанска банка. Она е нешто, да видиме депозити, да, тука не се, ке неа се депозитите и
врати внатре, во студио Чичин, исклучи овој плееров. Значи, ова се билансите од минатата година, кој 3, кој 2, кој 1,5 милиарда. И сега, ај молим те, види тамо, ако погледнеш, пред да продолжиме со овие провизии со кои ни ја дерат кожата и си ги лапаат парите, види тамо, мислам дека е број 4 или 5 структурата на банките. Дај кликни, ке видиш тамо едно црвено розикаво илустрации, че малецко треба да го видиш, еве го. Ова е целокупниот банкарски систем во Република Македонија, 22 година. Ги гледате поделени групата на големи банки, средни банки и мали банки. Ова се 15 банки во Република Македонија кои го контролираат во целост населението, во секој смисол, секој еден денар ви го контролираат. И ја гледате активата и така натаму, учество на странски капитал во и приметувате 87,8% е учество на странскиот капитал во групата на големи банки. Уште еднаш, во средните банки странците учествуваат со 50% странски капитал, но клучот и контролата и уништувањето на Република Македонија го гледате во процентот на учество на странскиот капитал во големите банки. Тоа е поразително и веднаш до него, до тие 87,8% странски капитал во големите, 5 големи банки, да ги набројам: Комерцијална, Стопанска, НЛБ, Шпаркасе и Халк банка, тоа се 5 големи банки, кои заедно 402 милиарди денари имаат, а добивка 143 милиони евра. Значи, минатата година само 5 банки заработија 143-150 скоро милиони евра. Не ги рачунам останатите. Останатите сироти, сите заедно имаат средните 10 милиони скоро едвам и 4,5 милиони се маливе банки. Малите се Стопанска банка Битола, Централна кооперативна банка Скопје, ТТК банка, тоа е Тетекс банка Скопје и Капитал банка на Зоран Заев и на Бугарот банката. Сите заедно, 5 мали банки, имаат заработено едвам 4,4 милиони евра. И сега врати у студио. Значи, ова е најголемата контрола врз македонскиот народ. Ова е најсилниот алат на душманот и хегемонот. А ќе видите зошто. Колку пати сум говорил за платниот промет? Многу пати сум говорил за платниот промет и ќе продолжам да говорам за платниот промет. Ајде, Чичин сега има тамо 6-та, 7-та слика, цепај ги. 6-та, ајде. Ова го гледате, ова е кредитното биро. Тука гледате, напишано ви е, јасно се чита дека оснивач на ова кредитно биро е банките. Ајде, следна слика. Ова е многу важно. Чичин, ако е ова седмица, тогаш даја слика број 5. Ке дојде ми и до овој образец. Еве ги. Акционерите во КИПС, 10 банки, значи не сите 15, не се сите банки оснивачи на КИПС. КИПС е ознака, клириншката куќа ознака за нашиот платен промет. Платниот промет на Република Македонија, еве кои се акционерите, кои се газдите. Значи, повторно, истите 10 банки од 15 вкупно се собственици на нашиот платен промет. Ај сега врати се на последниот, тој образецот што го пушти, број 7, мислам дека еве го. Значи, овие 10 банки се оснивачи на кредитното биро, а па кредитното биро, еве го гледате, за секој еден граѓанин. Име, презиме, улица, матичен број
евидентирани блокади, обврски, побарувања, се што поседува секој еден македонец, ова е извештај официјален производ на кредитното било. Значи ги сервисира странските банки со учество на процент од 80% во големите банки, кои се па газди нова институција која ги има сите ваши податоци до последно, сите ваши податоци до банка, што се вика, врати у студио. Ова е нашиот монетарен систем, за кој никогаш нема никој овака да ви го објасни, овака да ви го покаже, така да имаме сериозен проблем. Кредитното биро е нивно, банките се нивни, а пак 80% од сето тоа се странци. Кои се странците? Доминираат бугарите и секако србите. Само во Халк банка има некаков турски капитал, но тој турски капитал е амерички, тоест е Ѓулен, најголемиот непријател на Ердоган. Додека во Шпар каси има мешовит, македонски, хрватски, најмалце австријски и може да се каже дека обична Шпар каса е обична франшиза во Република Македонија, без разлика што е голема банка. Што значи тоа? Дека соседните држави, посебно Грција и Бугарија, бидејќи Стопанска банка учествува и со актива, и со платен промет, и со пласма на кредити со преку 20% на банкарскиот пазар во Република Македонија. Тоа значи NBG, Националната банка на Грција, не само што ги контролира сите податоци, не само што ги контролира до последен македонец состојбата на вашата сметка, состојбата на вашите проблеми, решени од извршители и така натаму, рати за кредити, колку сте изложени, колку кредити имате, колку рати, колку со вашата картичка купувате, каде купувате, што купувате и така натаму, грците знаат се. Но проблемот е што и бугарите преку Капитал банка, преку ЦКБ банка, преку Унибанка, исто така, како доминантни банкари во Република Македонија, буквално ги поседуваат сите до последна информација за секој еден поединечен граѓанин на Република Македонија. Банкарскиот сектор во Република Македонија е собственик на се, бидејќи не само што го поседува платниот промет, го поседува монополот на пласирање пари, банкарскиот сектор ги поседува сите информации. И сега се поставува прашањето за некаков интегритет на државата, некакви будали, джандари, полуписмени, па вклучително и Сашо Мијалков и Верушевски, и сите хронолошки да ги набројам до 90-та година, говорат за некаква безбедносна состојба која била стабилна и така натаму, а странски компании и банкари ги контролираат сите податоци во сферата на собственоста во Република Македонија, бидејќи кредитното биро ги има синтетизирано и сите ваши акции, сите ваши движни и недвижни имоти, сите ваши долгови и побарување се евидентирани во кредитното биро, бидејќи кредитното биро основано од 10 банки кои го поседуваат, па платниот промет и КИПС, клириншката куќа КИПС, корпорација, ги контролираат буквално сите до последни информација во оваа држава. И замислите глупиве джандари со што све се занимаваат, а соседни држави кои по последните 8 години покажаа, демонстрираа и вградија во нашиот систем отворена непријателска агресија и шовинистичка политика, веќе се вградува секојдневно во нашиот правен, законодавен систем во Уставот. Тоа значи дека ние во оваа борба имаме ние сериозен проблем. Тотално не само што во однос треба да се внимава, во однос на комуникација, и
огромните ресурси кои ги има душманиве за пресретнување на комуникации, исто така имаме проблем и со финансискиот сектор во државата, кој е суштински и кој е најсилната атлантистичка, ционистичка алатка во Република Македонија. Зошто е ова битно? Битно е затоа што ако сакаме да победиме, или десна, ако сака да ја реализира својата кауза која е запишана во нејзиниот статут говорам на партијата статут, тоа значи дека мора да се подготви за борба со многу силен непријател, со непријател кој буквално контролира се, со непријател кој едноставно поседува све, не само што контролира, поседува. Бидејќи со поседување на информациите точно знаат кој кога да го уценат, кога да го заглават. Говорам за материјалниот свет, не говорам за црквата, не говорам за нашата посветеност на Бога, говорам сега за земските работи, говорам за материјалните работи, говорам за екзистенција на секој еден македонец. Со овој финансиски сектор, со оваа регулатива и закони кои го уредуваат овој сектор во бизнисот во држава, потребно е добро да размислиме и да се издоговориме како ние ќе се бориме и што ќе правиме. Да кажеме Ванчо Колев кој е должен на банката, тој е должен на сатаната. Очигледно Ванчо Колев не разбра што говорам, не е проблемот на долг. Банките должат на ФЕД, ФЕД должи на газдата и така натаму, врска нема, се работи за контрола на луѓето, а не за долг. Контрола на луѓето покажав за што се работи, за кредитно биро, ви покажав образец, ова не е ништо тајна, но ниту еден новинар смее за ова да говори, ниту еден политичар смее да помисли ова, не да го промени она што десна има намера и што се подготвува и спрема законски решенија, туку не смеат ни да говорат за оваа тема, а најмалце за овие податоци што ви ги дадов. Бидејќи спротивно е сето ова ако јас на подкастов е без везе, нема никаква функција, доколку вака лесно, кој е дужен на банката, тој е дужен на сатаната. И свршивме работа, се ослободивме. Проблемот е што еве и банките да бидат комплетно македонски или на граѓани од Република Македонија, што добиваш со тоа? Ништо. Значи потребно е да се промени банкарскиот систем, а не овакви општи флоскули да мислите дека ќе ви ја завршат работата. Ај сега Чичин ќе мора уште еднаш. Ај пробај првото видео, пушти го на плеер. Видео, не слика. Платен промет видеото? Другото. Второто видео се работи за еве го приходи од провизии на НЛБ. Тоа е слика, а не видео. А те замолив видео. Видеото ни треба. Добро, ајде, ако не се снаоѓаш со видеава, дај ми ја таа сликата број 2 или 3, пушти ги и двојка па тројка, па ја ќе ти кажам која да ја задржиш, многу е важно. А сега ти на видео се префрли. Мајчин, пушти ја. Не, батали, пушти ми ја број 2 сликата, ќе ти кажам која. 2 или 3. На медиа плеер слика, не видео, број 2 или 3. Многу е важно, ова е еден дел од емисијата, делот за вашите депозити. Не оваа следна е тука застани Чичи. Како што може да видите горе во црвено, вкупно депозити. Драги мои македонци, во оваа држава, во моментов, значи ова е тазе податок, јуни месец 2023 година, податок за 2022, во македонските банки, македонски фирми и македонци
имаат на депозит во моментов 7,5 милиарди евра. Да повторам, во овој момент во 5 големи банки се сместени 7,5 милиарди евра депозити на физички лица и фирми. Значи, тоа не се пари во оптек, тоа не се пари со кои некој брка бизнис, тоа се пари кои ги водат како заштеди и си ги уштекале во нашите 5 големи банки. Добро размислете колкава е ова цифра, колкава била цифрата 2000 година кога се менуваа марките во евра и кога огромен број на девизи под јастук се внесоа како депозити во нашите банки за да се променат марките во евра и треба да се направи тоа во следните кршмуабети. Ова е првиот 1/23, ки има и /24 крш муабети за банкстерите, каде сето ова, ова е уводна емисија, ова ќе биде посебен крш муабет околу депозитите, посебен крш муабет околу платните промети, посебен крш муабет околу поврзани субјекти, посебен крш муабет околу факторингот на криминалот. Ај врати у студио. Значи, со овој крш муавети 111 се отвара војна на македонскиот народ против банкстерите. За да се отвори таа војна, потребно е комплетно расчленување на нашиот банкарски систем. А пред нова година ќе почнат големите афери за големите кражби, криминали, кога се менуваа обвинители во еден случај, кога Хари Костов беше нагло разболен, па сменија неколку обвинители, па така една Ивана, која беше причина за затварање на Маријан Доказ, таја Ивана го зема предметот и тој предмет веќе не постои, каде Хари Костов е документиран за робија, но власите тоа го изработија како го изработија и еве како власите ве владеат. Значи, банкстерите се клучниот проблем за нашава борба и наше доаѓање до позиција и слобода. Оваа уводна емисија за банкстерите 1/23 бројка е важна затоа што еве ќе ви дадам еден, но и уште еден пример што ќе бидат посебни подкасти. Пример. Не знам да знаете дека најголемиот приход на Хари Костов е токму од кредитирање на криминал. Како? И тоа владен криминал. Тие 5,6 милиарди годишно во 4 години се негде 22 милиарди евра кои се трошат, половината се реални трошоци за плати, доприноси на државнава огромна џаболебарска администрација, но најмалце во еден мандат еден премиер редистрибуира претходно данок примени пари, ги редистрибуира по разни некакви активности, трошоци која државата нели се грижи за нас граѓаните и во еден мандат негде околу 10 милиарди евра се трошат не по плати и придонеси, туку низ разни набавки и трошоци и услуги. Една од услугите или оние измислици на некакви финансиски производи е, да кажеме, факторингот. Факторингот во светот е важен затоа што на мали и средни предпријатија им овозможува да работат со огромни трговци, затоа што најчесто е вака најпросто да објаснам, вие имате сила да произведете, да кажеме, 100.000 некакви единици, некаков производ, но немате сила да го чекате големиот трговец, големиот европски трговец да го чекате 6 месеци за да ви ја плати продадената роба. Во тој случај факторингот како некаков банкарски производ влетува и банката ви при извозот, каде што има при самиот извоз и испорака на вашата роба, банката со одреден дисконт од 5-6% давате дисконт на банката и банката го откупува вашето побарување. Во нашиот случај, најголемиот бизнис на Хари Костов е што сите овие у десетици милиони евра бизниси на крадење, посебно во домашниве бандити, овие 5,7 милиарди,
Кога ги крадат, Хари Костов е најмасовниот откупувач на побарувања од владата на Република Македонија. И тоа со задоволство го финансира. Може да биде во форма на факторинг, може да биде во форма на кредит. И на тој начин вие, без разлика што владата нема пари, вие кога добиете тендерот, ќе згрнете едно 10 на 20-30 милиони евра и без разлика што премиерот, лоповот, не ви го исплатил договореното криминалче, вие одите кај Хари Костов со побарувањето од владата. Хари Костов во целост со 100% ве покрива. Тоа ќе го видите и во одлуките на Народна банка. Народна банка дури и донела одлука во кој овој критериум го овозможила и буквално во 100% од износот на вашето криминално побарување од криминал од владата на Северна Македонија, во целост ви го дава кредитот во износ од 100%. И вие може и да не го вратите кредитот и да не го враќате кредитот, Хари Костов ќе си се наплати од владата. Тоа значи, тоа е класичен факторинг на корупција и криминал. Нормално FBI не знае, нормално ЦИА не знае за нашиве домашни шабани од Анаба, некем ни да говорам. На тој начин банкарите се соучесници и финансираат однапред, иако владата нема пари, не ја спречува да краде пари. На тој начин владата има еден специјален факторинг долг кој никој не го есапи, а тоа е финансирање на кражбите на оваа влада и на оваа олигархија од страна на Хари Костов, од страна на Стопанска банка и така натаму. Тоа значи дека оние 7,5 милиарди, што ви ги покажав како депозит, кои служат за овој бизнис, кои служат за давање некакви кредити, кои служат за некакви банкарски производи и пласирање, се комплетно ставени во нивниот криминал. Вашиот депозит е пласиран како кредит во износ од 100% на украдените пари, но владата, пошто многу краде, нема пари, дури владата не се задолжила, туку криминалецот кој оплячкал владата си зима еден за еден, буквално глава за глава кредит и не мора да го врати, ќе изгори побарувањето и од тој момент Хари Костов е доверител на владата, а не некаков криминалец кој терал тендери и бизнис. Тоа значи дека овој факторинг на корупција и криминал што е воспоставен во Република Македонија, не го книжи никој во никакви долгови. Банките си имаат топ бизнис. Значи дека овој серијал, да кажеме, ајде уште еден пример, друг начин на осакатување на акционери на банки, друг начин на голема плячка на вашите депозити, и пример исто така посебен крш муабети ќе бидат и стечајните маси. Никој не може ни да предпостави дека еден од повносните банкарски бизниси е токму стечајот во нашиот основен суд туку Скопје. Затоа што банкарите буквално ги имаат платено сите стечајни судии, стечајни управници и така натаму, дрмаат со нив, но стечајните постапки се користат и дури и намерно се предизвикуваат стечаи каде што огромни средства од сосема на друго место пласирани пари за нивни потреби, олигархиско, банкарски, криминални потреби, се пријавуваат во некакви стечајни маси и тамо горат, но се внимава тој процент да не биде многу голем за да акционерите не реагираат и да не се наруши тековното работење на банките. Значи и фингирани износи во работењето на банкарите за да се покријат огромен број на лошо пласирани кредити, но тие лошо пласирани кредити ги снемува затоа што тој износ е пријавен во некаков стечај кој воопшто нема побарување на толкав износ, туку заедно со стечајниот, со одборот на доверители, банката, огромен број украдени пари, ги пере и ги пријавува како некакво стечајно побарување. Понатаму, вакви банкарски измами, кои го прават олигархијата, која во исто време е и собственик на банките, а па банките се оснивачи на платниот промет,
а па платниот промет е оснивач на кредитното биро, а па кредитното биро ги има сите информации како ниту една друга институција до денес. Вакви овластување, ваков пристап, вакова дата на податоци како кредитното биро, дури мислам дека ни МИ-6 нема такви, така отворени сервери за прибирање на податоци. Значи, да ви појаснам, домашната олигархија и странскиве бандити, да ве подсетам, ја видовте, уште еднаш за структура на банки, она розевана, пушти ја, уште еднаш, по 100 пат. Банките, 15 банки даја таа, мислам дека е тројка, четврка, петка. Еве го банкарскиот систем, погледнете ја уште еднаш. Учество на странски капитал во првите 5 банки, поведете, гледате го процентот. Процентот е 87,8% или 88%, што значи дека ние сме комплетно купени, оплячкани, исконтролирани, убиени од ционистите. Нека стои Чичин, нека гледа народ и нека се чуди, од страна ви се профитите, нето добивка за 22 година, значи платен данок, чист кеш за овие 88% странско учество на капитал во нашите најголеми банки. Или поточно 498 или пола милиарда профит оваа година, 402 се на првите 5, 402 милиона се на првите 5 банки, кои па први 5 банки имаат 88% учество на странски капитал. Врати. Значи атлантизмот ви е во вашата тековна сметка. Атлантизмот и НАТО и ционизмот ви е во вашата трансакцијска сметка. Ционизмот го контролира платниот промет. Ционизмот ги контролира вашите пензии. Ционизмот контролира вашиот живот. Потребно е да се расчленуваат сите нивни алатки. Вечерва во овој крш Моабети 111 е уводен крш каде сите овие механизми за контрола на македонскиот народ ќе бидат презентирани и ќе биде презентирано решението за овој сериозен македонски проблем, за ова сериозно македонско робство. Затоа е важно да се прават конкретни подкасти каде ќе се посочуваат и покажуваат јавни податоци, а ништо специјално не објави вечерва, но треба да се стават во одреден контекст сите овие работи. Значи вечерва ви покажав дека 88% од големите банки се собственици и на платниот промет, на сите овие провизии и се собственици на сите податоци во врска со со вашето дете, со вашиот сопруг, со вашето семејство. Сите трансакцијски сметки, сите податоци, сите судии, сите извршители се во функција на ционизмот, атлантизмот, неолиберализмот, како сакате изразете се. Ние сме во тешко робство, ние сме во тежок проблем. Овакви анализи немаат врска со СДСШ, со балистиве, со ДПШН. Во исто време ни крадат без пари, без банка, со огромна количина корупција, цела една река црна, ни крадат езера и тоа нема да престане. Додека оди овој подкаст, додека ние се препелкаме и се надмудруваме, секоја недела владата продава огромни парчиња на македонска земја, која не е приватна, туку е Република Македонија, ја продава на немакедонци, исклучиво на немакедонци. Сите овие прашања или констатации, кои ги аргументирам вечерва, не се тема за останатите политички субјекти.
Говорат за ционизам, а не ги покажуваат банките. Говорат за ционизам, не покажуваат процент од 88% собственост на странци. Тие 88% ви се, господа драги мои бугари и грци. Дал сте свесни докаде сме стасале со Бранко Црвенковски, со Љупчо Георгиевски, со Бучковски, со Емил Димитриевски, со Хари Костов, со Мицковски, со Заев, со Тачкава Лудаков. Еве, вечерва може да видите вака грубо, накратко, едноставено, поедноставено, докаде сме стигнале со досегашниот начин на живење, со досегашниот начин на перцепција на политичките настани, со перцепција на политичките субјекти. Ако сметате дека треба да продолжиме, да тераме као и до сега со навивање Челси, Ливерпул или не знам кој Арсенал, Манчестер, сеедно, ако сметате дека некаква анализа што направиле Манчестер и Ливерпул оваа недела, пошто имате право да ја знаете вистината, па да ви кажам кој ќе биде директор на не знам што, во ред. Ако сметате дека со таквов ангажман ние ќе стигнеме до некаква слобода или барем во некаква подготвена позиција за борба. Приметувате дека не ни иде 8 години. Дека очајно се трудиме да направиме нешто. Она што е оптимистички е што благодарение на овие подкасти порасна огромна поддршка на некаква си македонска идеја, почна да тлее, да никнува, да се гледа, да постои современиот македонски национализам, кој исто така смета дека мора да се расчисти овој проблем или ова робство, финансиско монетарно робство од овие 15 банки, од кои се 5 големи и круцијални банки. За да можеме да продолжиме да се бориме, драги мои македонци, потребно е да бидеме реални во овие настапи на овие подкасти, потребно е да бидеме реални во меѓусебната комуникација, во помагањето, во се она што е необходно да почнат да ни се плашат. Приметувате дека воопшто не ни се плашат, дека воопшто не есапат за живи, не ги интересира. Еве го почнавме иницијатива за референдум, утре ќе ги собереме подписите, нема вест никаде, не постои, и еве вечер возимам обврска на сите медиуми да им пратам мејл и копија од известувањето кој го добив од Државната изборна комисија, дека од утре до чинам 17 ќе се собираат подписи за иницијативата да ја почне постапката. Никој нема добија. А камоли ова што говориме вечерва, дали ќе биде објавено. Поврзаните субјекти, да знаете и како произведуваат екстра пари, истиве овие ционисти. Без разлика дали говори српски, бугарски, грчки, ционизмот, има огромна војска на менаџери, рента фейс, пробисвети, кои одработуваат одредени сегменти од овој антимакедонски проект. Долго време со поврзаните субјекти, кои едно време беа под контрола со уред, со прописи и законски обврски регулирани од Народна банка, пред година, 2-3, не знам која беше, се укина. Банките немаат потреба да даваат извештаи за поврзаност на субјектите кои се кредитираат. Зошто? Затоа што во спрега на секој еден менаџер на банка и неколку криминалци, вие можете до бескрај да зимате кредити, нов кредит за да го затвориш стариот и така натаму, и на тој начин со таа спирала стар кредит зимаш, нов кредит зимаш да затвориш стар, се зголемува износот, па се правиат фалсификати со проценки и така натаму, направена една огромна спирала
која во моментов држи во воздух, во клауд, држи неколку милиарди денари, пари кои не постојат, пари кои се веќе изнесени од Македонија и така натаму и така натаму. Можете да замислите колкави се депозитите надвор од Македонија, доколку на овакво 32 годишно крадење има остаено тука за подома из Македонија 7,5 милиарди депозит. Сами може да предпоставите, ќе дојдеме и до тој податок, без разлика што Народна банка нема никогаш да ви соопшти, да ви даде структура на меѓународниот платен промет, поточно структура на плаќањата во 365 дена на една година. До податокот за провизии, кој го работиме долго време, стигнавме, каде се гледа измамничката политика на провизии, каде на едно место ти даваат поволности, да не плаќаш никакви или минимални провизии, а на друга страна, доколку погледнеш извод на состојба на АТМ, ќе ти издрпаат негде 300, негде 500 денари, затоа што си погледнал на апаратон за картички, АТМ-он, си погледнал состојба на твојата сметка. Точно е дека картичкото работење е многу скапо, но никогаш нема да ви кажат колку кошта франшизата за да може било која банка да од виза или мастер системот, корпорациите. Тоа значи тие како општество, како народ поробен, имаме доста да учиме, имаме доста да се организираме, меѓусебно информираме околу состојбите во ова наше робство. И затоа сметав дека оваа уводна емисија не треба да биде долга, не треба да биде тупаджиска, со неколку илустрации овие што ви ги покажав, да погледнете структурата на сите денари. Внимавајте, оној што е во власта, следува годишно 5,7 милиарди државни пари, тоа се пари платени од даноци. Тој што го излажал македонскиот да гласа за него, контролира 4 години по 5,7 милиарди врши редистрибуција. 50% се сите плати и расходи, реални, социјални трансфери и тамо се краде многу на, но останатите скоро 3 милиарди секоја година се трошат во некакви глупи капитални инвестиции за што е специализиран ДПШН и брутално крадење со јавни набавки и тендери што е специализиран овој, кажи го, СДСШ. Балистиве не се специализирани, они крадат све. Кај да се најдат? Балистите крадат онака просто селјачки, како и до сега, бе, па шо? Ке владата, ако ги караш, не дај Боже, затвараш. Тоа значи дека буквално и државниот кеш, но и приватниот кеш, оние депозити, се кај нив, украдените пари од државниот кеш и редистрибуција на даночните пари со криминал стануваат депозит во истите банки, банки кои го прават тој криминален трансфер, банки кои само што тој криминален трансфер го контролираат и ги чуваат тие украдени пари во форма на депозит. Истото, сето тоа заедно е под на контрола на овие 88% странски капитал во првите 5 големи, и сето тоа заедно значи дека секој еден ебан денар во државава е нивна собствена, што му се радувате на вашиот депозит, што е скоро невозможно, радувате на секоја состојба на вашата трансакцијска сметка, тоа е комплетно нивен кеш, вие само екзистирате и заради измамата да биде целосна, не се осмелуваат да ви соопштат дека вие уствари немате. Затоа е потребно во наредниот период да се расчлени до последно штрафче банкстерскиот систем,
кој буквално инсталира премиери, инсталира лидери на партии, инсталира кумови кој беше кум на Груевски. И затоа мене ми е смешно. Верувам во некаква фингирана кавга помеѓу Мицковски и Сашо Мијалов и Мицика, дека тие клошари, без разлика на нивниот капитал, кој е огромен во милиарди, нема, затоа што овој систем истиве 88% собственост во нашиот банкарски систем, во нашиот денарски систем, со се Народна банка, нема да им дозволат. Не случајно Груевски и Виазиланд во најционистичката држава, тоа е Унгарија. Остај тоа либерали и суверенисти, тоа е приказка. Најголемиот ционист во Европска унија, поголеми од Урсула, е Токман кој минатата недела забрани антиизраелски протести во Будимпешта. Дали ова што го говорам, вие ќе осваќате сериозно, дали го говорам или не, небитно, моето, како крш 111 е да го моето е да е најавам сезонава, зима почнува, Митровден, нели? Почна зимата и зимава ќе ја посветиме на банкстериве, се до нова година, ќе има неколку гости, соговорници, кои се бореле и се уште се борат со банкстериве. Интересна оваа зима, затоа што оваа зима ќе биде антибанкстерска. Десна како политички субјект сериозно се зафати со оваа политика, дека мора да се решат банкерите, да се реши платниот промет, а се тоа заедно со пензија, сериозна држава, држава која не дава на изволте податоци, ама сите податоци на нејзините граѓани, на околни држави кои комплетно не уни. Колку одиме, кажи Чичин? Драшко? Идеме 52 минути. Имаме 510 гледачи. Тоа гледам, него колку прашања има? Па има нешто прашање, да почнам. Панде Джонов. Банкстерите во Хрватска ги заробиле низ кредити франци и некои по години плаќање долгот им се зголемува. Да, имаше само и протести, имаше дури и владата некакви законски решенија, но се ги ограничуваше банкстерите во посебно лизинг куќи и куќи и станови крш се направија, буквално дупло, тродупло луѓето заради огромниот раст и скок на франкот. Во само година и пол, две се дуплираше вредноста на франакот, се изедначи денес и дури малце поскапо од еврото во однос на денес. Така да тоа да, банкстерите мултиплицираа капитал и лихва и камати токму со растот на швајцарскиот франак, но немој да заборавате, Швајцарија е банкстерска држава, живее од банкстери. Прашање. Олга Бабич. И преку нив српски фирми, како EOS Matrix, продолжена рака, кои ги подсетуваат граѓаните за доспеан долг, споделување на лични податоци со трета страна, без согласност на комитетите. Замоли го Кристијан да дојде да попушти звучников да не стануваме од столица. Такви фирми, повтори ми ја фирмата. Фирмата е EOS Matrix. EOS Matrix, тука ми е на десктоп по 2-3 милиони евра приходи, дознаки им доаѓаат од странство, не знам чии се. Едниот од газдите е ВМРО, другиот е СДСШ, супер, третиот го кријат. Најверојатно третиот газда е од негде во владава сместен, така да тоа е стварно бандитска организација. Малце појаче звук на звучник, дете слабо го слушам.
Сега мораме вака, пошто режијата и едното студио е горе на кат, јас сум на приземја. Ајде, гукни, чичи. Ике. Ајде, појаче уште. Се слушам? Да, добар си, појаче бе, што штедиш па ти, ајде. Вака. Ике. Потребно е дел од провизијата да оди на Народна на Македонија. Па оди. А таа па парите за некакви неизини проекти. Ништо тоа не иде. Дете прави разлика помеѓу влада на Република Македонија како извршен орган во оваа држава, бидејќи тие 5,7 милиарди од даноци, ДДВ, персонален, царини и други приходи одат во владата, не одат во Народна банка. Властимир Николовски. Зошто мора платата да оди преку банка? Не е страшно што оди преку банка. Страшно е каква е банката. Драги Сокол, па тие депозити банките ги користат за давање кредити со кои банките наплатуваат голема придобивка банките со портите на народот, со парите на народот. Драги Сокол, не само што даваат кредити, туку даваат сериозна голема количина на лоши кредити. Депозити нема. Само се книжат во фалс биланси на сите овие банки. Драган Илиев, колкав е износот за отварање на македонска банка во Македонија? Да ние македонскиот народ имаме своја банка или штеделница? Не во... Има, значи, видов во графикон 3 вида на банки и 3 вида на цензуси. Количина кеш која мора да биде најмалце актива на банката, тоест капитал на банката, и секој ден од 14:00 часот банката мора да ги има тие пари на сметка. Или има и да сакаат тоа за навивањето. Вика, и да сакаат да навиваат, не можат масло екстра вирчен отиде од 300 на 900 денари. Продавниците све ќе пукне на празен буџет. Они ќе намалувале задолжуваат. Немој да се кладите на тоа, да, ќе пукне, но гледно на капајка им даваат пари и после му крадат, а пукањето е врзано со распад на Македонија и незино приуредување во Швајцарија на Балканите. Така да, јас го посакувам тоа пукање, тој распад на овој систем, но ние сме тотално неспремни за него и освен да се сеириме, демек да се ситиме овие лопоиве рикнале, треба да бидеме свесни дека ние рикаме уште поише. Но доколку сме политички и другачие организирани, тоа рикање може да биде тој радикален пресврт на овој народ и шанса за доаѓање до слобода, до градење на македонска национална држава со име Македонија. Душко Тодоровски, голем наклон Палчо после овие информации. Ако не се разбудиме ние македонците, тогаш не знам кога. Па, види, не. Разбудени се македонците, но има огромен страв. Значи, клучот е да се земе стравот, да им се издаде срамот, стравот да им се земе и после тоа е се лесно. Постои огромен страв кој не го чул. Се наоѓаме и овие 509, 10, колку не гледаат, се наоѓаме и нив, но ќе ви каже, не знам, не чув, не видов кога, па каде, не гледам YouTube. И тука завршува целата приказка, и тука завршува борбата за Македонија. Тоа е 50% од македонците кои се исплашени. Такви серковци имало и 903 и 1878 за време на македонското востание. Такви серковци имало и 1941. И престанете да чекате целиот народ да ве поддржи. Потребни се 100.000 силни македонци за да ја направат македонската држава. Не ви требаат ни 400, не ви требаат ни 500, туку само 100.000 свесни, сериозни, силни, решени и политички организирани македонци за формирање на национална држава. Веруете, а образложение за бројкава што ја кажав, сега треба посебен подкаст. Ванчо Колев,
Зима ке нема ЕУ, нема газ. И нас. Со сеирање на Европска унија смртта, политичката смрт или организацијската смрт на Европска унија воопшто не би цитал. Таа е неминовна, таа е дури и потребна за да преживеат европските народи кои исто така се најоплячкани после американската нација која е шампион. Джока Митев, зошто цех гангстерска држава кај илјадници луѓе нашле својата екзистенција таму? Која е цех? Чешка или швицарска? Вајда на Швајцарија мисли. Па види, ти можеш да продушиш да чистиш гомнарски цевки у Швајцарија, можеш да работиш и ко доктор на науки во Швајцарија, но ти си тамо дојденец, ти тамо немаш право на глас, а и да добиеш државјанство гласаш без везе за некој што не те разбира. Мораш да говориш германски за да воопшто комуницираш. Така да тоа што вие сте добиле тамо екзистенција на здравје и гледајте какво е ова егоцентрично и да кажам антимакедонско размислување. Зошто е антимакедонско? Нашиот колективен проблем не е персонален, бе. Не пцујам, гледате, не врејам, но морам да ве предупредам. Говориме бе за колективен проблем. Решението е колективно, а не твојата плата. Твојата плата е за кај те новчаник и со твоја жена и семејство. Говориме за повеќе семејства кои говорат ист јазик, се нарекуваат македонци, имаат некакви релации, обштествени, социјални, се дружите, пиете кафе. Ми е гајле за твојата плата. Има активни работи кои се неопходни. Јазик, историја, држава, средена држава, пристојно идење по тротоар без некој црнез да те силува, пошто има и педери емигранти. Има многу други колективни работи, а вие се уште сте толку исплашени, толку мизерни, што ги мешате индивидуалните борби и права за убав живот и колективните обврски што ги имаме како народ. Затоа не бива. Затоа што ваква елементарна работа, неразликување на лично индивидуално право и овак. Па кој ти рече да доеш од Швајцарија у Македонија? Седи тамо и бори себе за гробон на дедо ти, што очигледно со ваква логика не ти е ни исчистен, ни искосен, ниту па си бил. Екзистенција тамо, Баралбек. Не е ова за екзистенција. Борбава не е за твојата екзистенција. Колективните интереси на еден народ борбава. Љупче Матески, браво дека грешиш, дека Орбан се повлекол англосатанистите, но со те потврди дека си во право. Па ја дека ние сме му ја платиле кампањата за он да се врати на власт, бе, затоа Никола тамо се ужива. Од даночни, немој да мислите од Ново село, од дедо му Мијал, она бачено од Ново село, што му е дедо на Никола, татко на Нада, да не мислите дека Орбан дошол на власт со негови, со форинти. Не, Никола Груевски ја плати по наредба. Ке си го гледате Крш Муабети 103 или 104. Јони Монтана, Палчо објасни малку како во исламскиот свет банките не наплаќаат камати и функционираат. Вака са, не сите исламски са. Во Куранот е строго забрането камата и во исламскиот свет може би кога помеѓу себе и пријатели, роднини си даваат позајми, не смеат да наплатат камата. Тоа и во Куранот, нивната религија и начин на живење и исламската цивилизација, тоа строго го забранува. Но има сериозни банки кои берат камата. Васко Јовановски, Палчо во Охрид десно имали канцеларија. Каде? Во Охрид. Има кај таа турската џамија, не знам како се каше тоа малото. Ајчин Мартин Георгиевски пиши кај е канцеларијата. Не ја знам адресата на памет. Ике, чеме за референдум ако немаме во нашиот град канцеларија.
А ако немате вашиот град канцеларија сега во ова утре што е, тоа е првиот чекор, собирање потписи за иницијативата, во 8 града се потпишува, кај мене на зид, на пејџ десна и така натаму се објавени имиња, презимиња и места каде се даваат потписи за во вториот чекор, доколку Таја Джефер дозволи да продолжи иницијативата, ќе се вадат 150.000 потписи во 3 месеци на територија на цела Македонија во сите подрачни единици на Државната изборна комисија. Чичо, нема Кој е овој Џока Митев со твојот поган јазик? Па не коментираат, се надополнуваат. Па дека ише нели Крва Непцуев немаше вулгарни зборови. Има коментар претходно Џока во 91 криза на Балканот, кредит 40.000 франци со камата 3.100 за една година можеш да го решиш за цел живот. Мислам дека на тоа се надоврзува со твојот поган јазик. Па има нема, мај нека тера, добро, супер, нека тера. Драги Сокол, има констатација 100.000 македонци него се намерно и свесно разделени од душманот на власт и нивните потрчковци. Па добро. Имаме сериозен непријател. Вечерва покажавме колкава е нивната контрола. Не само со прислушкување, следење, она што го работи АНБ, туку и голем дел од таа некаква опозиција надвор од ДПШН е само формална. Регистрирани партии да екзистираат без никакви активности, без никакво политичко дејство, без никаква политика, и сето тоа мене не ме охрабрува дека можеме брзо да бидеме ефикасни. Значи, ние како десна тераме 4 проекта паралелно и може да ги видите официјално. Прашањето е, го поставив пред некоја недела, еве ќе го повторам пак, зошто останатите не дејствуваат, туку само бамборат. Не само што не прават подкасти, или ако прават подкасти, тоа се формални, интересни, но се безкорисни. Подкастот мора да сподели информација која е конкретна, се однесува на душманот, на хегемонот, формира македонецот да биде внимателен, кога носи одлуки, да биде паметен, и токму затоа служат овие подкасти. Подкастиве за банките ќе продолжат, ќе се појави уште еден подкаст, ќе оди во вторник, по македонско време 10 Сабаеле, тој е австралиски подкаст, за десна Австралија, со тројца ководители, Зоки Китевски, Палчо и уште еден Тони, силен македонец од Сиднеј. Значи дека ние не сме застанале. Буквално ќе произведуваме програма скоро секој ден. Таа програма ќе се зголемува, ќе се надградува. Сега во моментов, покрај сите овие декларации, чуда, Чебрен, трибини, иницијатива за референдум за со бугарскиот договор, покрај сето тоа се подготвува и титул оделение за титлување, тоа се 2-3 млади деца кои ги барам да се титлува. Скоро ќе почне и подкастот редовен за историја, така да нашата цел на десна да имаме скоро програма кој секоја телевизија, а може би и повеќе од некакви просечни телевизии, продукција на собствени емисии и пуштање на, кажеме, неколку сериозни од руска продукција историски документарци, титлувани на македонски, со оние што ги спомнав часови по историја, со уште неколку подкасти, значи дека сме успеале самите да произведеме продукција на македонска, национална, со националистичка политика како уредување, скоро една телевизија, која е многу ефтина и ефикасна затоа што е подкаст, затоа што е YouTube, интернет. Има ли?
Прашање нема, има Македонијан Грейс констатација, вели вистинска банка може да работи без камати и со највисок морал и етика обстојат фино. Па добро, може би, мене ме праша за исламските банки, кажав, ја познавам неколку банки у кои, да кажеме, саудиски големи компании пласираат пари и се собственици од Арамко па навака, каде што стварно има да држат до шеријатските закони. Борба за код воопшто створен од негов лик, слободен да живее и креира согласно законот на авторот на универзумот. Али Олга Бабич имаме проблем. Официјално училиште учат на тата. Дарвин кој не бил ни биолог, не бил ништо. Дарвин кој доека бил жив не знаел дека неговијата тетрадка со цртешчиња ќе стане официјална мејнстрим идеологија за постанок на човекот. Господја Олга Бабич, имаме ние за борење, за борба пред нас огромен. Колку дена се определени за првата фаза за собирање на потписи која почнува утре? 5 дена, се, ама мислам дека утре ќе завршиме. Во првиот ден ќе завршиме. И добро, ако можете утре секој да иде да за утре и да се заврши, за да можем во вторник Таљо Џафери да му поднесам уредна иницијатива од страна на Љупчо Палевски и сите образци од ДИК заедно со достават Џафери кој е ограничен или законски обврзан со неколку денови има пред него да одговори. Исто Петровски Смиле прашува каква е ситуацијата со менјени лични карти и податоци околу гласањето. Па вака, значи, во Скопје е хаос, доколку сакате ја смените. Има луѓе кои не сакаат да го сменат. Се работи за емоција, вреда, за насилно менување на документи, тотално нефер, кој е тотално нацистичко, затоа што те тераат и онака во ваква држава да ја плаќаш пари затоа што кому му прднало да ги задоволи грчките барања. Едноставно, јас сметам дека е доцна за борба. Срамно е за сите нас и за десна. На 3. јуни 2021 година е донесен законот со определен рок, овој во февруар, и ние од 2021 до 2023 никој не се спротивстави на тоа законско решение, ниту во парламентот ДПШН, ниту овие двајца акузанти шарлатани од левица. И сега кога дојде јајцето на газот, кога е да се направи посериозен отпор и решение од овој нацистички проект, дај да се самоубиеме, што е погрешно. Сакам да ве подсетам дека за парламентарни избори нема цензус. Тоа значи дека само со 100.000 луѓе, заедно ДПШН и СДС 100.000 луѓе и албанците 100.000, сите на куп да бидат 100.000, ќе ја направат истата оваа влада, истиот овој парламент и ќе продолжи нашето робство. Потребно да бидеме реални, потребно е да ги признаваме нашите грешки, дека сме преспале еден период од 3. јуни 2022 до денес, ноември 2023 година. Сме преспале 2,5 години. Сега ни текна да се бориме. Кога е невозможно да ги убедиме или спречиме. Блажо Михајлов, Право Палчо са напред. Темата е извонредна, нема повлекување. Се да биде на виделина народот да види. Поздрав до сите македонци каде и да се. Дајте информации за донации каде. Блажо Михајлов. Па за информации има во вторник ќе се новиот веб. На него ќе ги има сите потребни податоци, значи од вторник на веб страна до МК Тиница ќе си дојдете на наша страна, тамо има закон за финансирање на политички партии, на здружени, верете што ќе каналов Трета политика, Здружение Десна република, но да знаете дека политичките партии не смеат да примаат пари од светот, без разлика дали сте државјанин или не на Република Македонија. Јони Монтана,
Палчо, дали има логика сување на непријателски земји, да се протераат сите и воведување закон повторно за чување на честа и респект на македонците и Македонија? Па добро, за македонците и Македонија, тоа има оригиналниот наслов на АСНОМ, кога е донесен тој закон, 40 е донесен закон за заштита на македонската чест. Ова е цитат од насловот на законот, како се вика законот. Но после само 2,5-3 години истиот Јане Ченто потпишал и укинување на тој закон, ги упатуваат граѓаните да се тужат по редовни судови, а не таков засебен закон за заштита на македонската чест. Тоа значи дека предходното она да ги протераме, да ги ова, да ги она, ја не можам да ги протерам, а сакам да ги протерам, но не можам да ги протерам затоа што немам власт. Власта ја давате вие, кои давате и предлози. Кулбин, имате представништво во Кичево или Струга? Во Кичево немаме представништво, ке имаме представништво. Сашо Андонов, мене ми достига Ивангел Божиновски, со Хистори би може да предава на деца. Да, ама Хисторија сега кај дедо Петар од телевизија, тамо прават емисии. Македонијан Грейс, ќе почнете ли со македонска пропаганда? Гледам се вметнува, но случајно. Ќе идеме ли со свесна пропаганда, МКД пропаганда, верувајте, многу ќе помогне. Па да, но потребни се силни македонски потенцијали кои тоа може да го одработат. Ние пари за плаќање на професионален пиар немаме, кој што има левица. Ние сме сами, гледате, и по идеологија сме сами, национализам, и по технологија и борба сме сами, не комплет сами, го имаме македонскиот народ и македонците кои ни даваат голема поддршка и затоа функционираме. Но пропагандата овој пат нема десна да оди со класичен пиар да парирам на нивната пропаганда. Има поголема пропаганда да им извадиш 4 проекта кои народот ги прифаќа, кои народот ги пишува. Поголема пропаганда кога ќе го натераш народот известни за собствените македонски национални. Тоа како пиар не е, тоа е класична македонска политичка акција. Таа акција не ослободува, но таа акција сплотува, таа акција ја дава јасна слика за политичката состојба на македонскиот колективен ум. Дава политичка, точна како брич, прецизна состојба на македонската свест за борба, за политика, за оружје и за градење на национална држава. Значи дека овој пат нема да играме нивните ноти, туку само обратно ќе играме по собствена македонска нота. Сотир, дали сте имали емисија за дипфейкот како светска дистопија, актуелна кај нас, има ли решение за тој проблем? Да, има решение, но емисија, подкаст, наме не сме правена. Баш кога беше вчера во Економист има сериозен, не, предпоследниот Економист има сериозен текст околу влијанието на Artificial Intelligence и поп културата и така натаму, дека сега звездиве, мега звездиве се плашат од Artificial Intelligence и така натаму, но дава една хронологија наназад од Холивуд 60 години, кога Холивуд дури играл против телевизијата и радиово, но подоцна сватиле дека станале мега звезди токму со помош на таа и манипулација. И тоа е интересна тема, одлично од господ Сотир. Димитрија Ѓорѓевик, што ќе каже за партијата МАК? Не се поврзете со нив и зошто евреите не го признаваат Месијата, чекаат нивни изгледа? Ај вака да го прашам Димитрија Ѓорѓевиќ, што да поврзам со МАК? Што прави МАК? За Страшо Ангеловски. Што прави? Освен што е секогаш со Мицика. И сега е со Мицика. Што комбинирате, бе? Што спајате? Кои сте вие да спајате, преспојувате? Треба да се спои активитет, не партија. Активитетот на едната
надгради активитетот на другата партија. Некоја акција која направила некоја левичарска партија, десничари се надополнат да се надоврзат пошто имаат исти падне ова нацистичка власт. Кој сто кого какви активности прави? Дете македонизам вика дека си му скокнал прашање. Па Ненедов има некои коментари, ама прашање нема, си пишуваат коментари. Македонизам имал нешто си му скокнал. Една констатација има, пропагандата е лага, само е активизам со сета сила. Па добро, ако дефинираме што е пропаганда, може и да се сложам. А они меѓу себе си, дај ја барам да видам, македонизам пиши го уместо што ми го критикуеш детево младо од пиши тоа ќе го прочитаме, ја булјам у телефон. Љупче Матерски, дали може град да потпишеш петиција, декларација во друг град? Не, види, декларациите наши и петиции можеш, но ова не е ни декларација, ни петиција, туку образец каде во подрачната единица со лична карта со една книга само во образецот се потпишуваш и толку. Значи, мора да бидеш од таја општина затоа што се користи избирачки список. Еве на Миле да го прочитам коментарот. Вели, лични карти не мора да се менуваат, не е закон, законот се уште е во собранинска процедура. Тоа и на овој Насер Зибери Обдуцманов, но со овие лудаци на власт не се знае. А инаку е точно тоа што Миле Митровски. Нема некои други прашања. Драшко, скокаш прашања и ти вика Миле Митровски. Не знам, нека ги пишат одново, или не стигаат, или се некои коментари само што не се прашања. Добро, добар си Драшко. Колку време идеме саат, кажи ми? Идеме саат и 20 минути. Супер. Стануваме многу по-концизни, по-брзи во одговор на прашања. Тоа значи нема дискусии до безкрај, нема расправи, нема кавги, ваковси, таковси, нема стринкајл. Вечерва немаше вулгарности, вечерва немаше пцуење. Се надевам ви се бендисува. Еве го ти го баш скрипт. Еве ми се свиѓа, гледаш како ме разбира баш скрипт. Десна ќе оди со Red Bull PR, све обратно од Coca-Cola и Pepsi. Десна не оде без шекер, туку шербет. За ова има и успешен бизнес кейс. Поздрав. Се слагам баш скрипт. Па види, драги Сокол, па активитет ја не гледам. Сите говорат ке. Никој позади себе за година дена нема никаков резултат, нема конкретна акција. А ние на 12 декември ќе имаме јубилејна емисија Крш Муабети посветена на Десна и годишнината од нејзино регистрирање. Па ќе имате прилози, видео, ќе се подготвиме што све сме направиле, што сме правеле додека сме да ја регистрираме и што сме направиле оваа година. Тогаш ќе бидат појасни сите овие работи. Го разбирам македонецот во овој притисок, жесток притисок врз македонскиот народ. Го разбирам македонецот затоа што овој ефект на еден народ не му се случил и во тоа притисок, во тој кај некого произведува очај, некого предизвикува бес, па станува агресивен, како ја што пцуев, минато свршено време. Кај некого произведува паника, па во таа паника воопшто не размислува и вика, ајде да се споиме, идеме, победивме. Тотално погрешно, значи, не ја разбрал поентата од подкастов. Значи, контролираат се. Па каде беше Маак кога Страшо беше дел од власта на Груевски? Зошто не се потруди да ја произведе Маак во една силна македонска партија? Зошто Маак не зема па да
го почне да го гради силниот нов македонски национализам, па да се споиме, да ми биде пример у животот, да се трудам да бидам подобар. Зошто сето тоа не е направено? И отеднаш, вашата идеја, сакате да ја сватам сериозно. Не ја разбирам сериозно, туку имам разбирање за вашата идеја, без разлика што тврдам дека е тотално погрешна. Разбирањето доаѓа од сето ова што сега пред малце го кажав. Абе сега, ова е коментарот. Не знам, не разбирам. Добро, ај, ке се разбереме со македонизам. Не разбирам, ова е коментарот ми напиша. Ајде да привршуваме, ако нема други прашања. Саа типол е сосема доволно, 551 ме гледаат. Вчера беа исто околу 500, добро е тоа, имаме континуитет, но имаме и што да споделиме со вас, имаме што да ви кажеме, вие мене да ме прашате, јас да одговорам и така натаму. Тоа значи дека ако се направи некаква аналогија или хронологија од 2018 од референдумот до денес, потребно е сите тука што сме, си коментатори и јас као водител на овој подкаст, да констатираме следно. Еден голем пораз, ке констатирам сега. Кои се конкретните акции, господ брате Палчо? Macedonian Grace. Ај, сега да ги набравам или да покасно, не знам, за оваа година или за предходно? Од блокади на автопатишта, до протести, до подкаст студија, до декларации, до референдуми организирање, до како тоа, кои се акции? Не се воени, политички акции се. Ајде да се вратам назад. Детето кое се родило на 30 септември, Macedonian Grace, денес е прво оделение. Тоа е нашиот голем македонски пораз. Значи, тоа се неколку генерации македонци родени во Северна Македонија, им пишува во крштеницата. Тоа се македонци кои немаат по историја согласно овие севернски реформи. Тоа се деца кои се раѓаат од татко и мајка кои имале помалце, кои имаат помалце пари од моментот на зачнување на тоа дете. Тоа е нашиот голем македонски пораз и никој од вас што ми постави прашање не сака да си признае дека ние долго време робуваме. Ние сме апатриди, само не тераат да искачаме на гласање, они ги бројат, они ги кројат, они си прават што сакаат, а ние робуваме. Тоа е денес моменталната состојба. Дали вас ви се свиѓа оваа констатација е небитно, но може да ја проверите, ќе видите дека е жестоко точна. Не можете да ја негирате, не можам ниту јас, и затоа е силна причина сето ова да го промениме. Како ќе го промениме? Па брзо ќе биде, дали ќе биде дисидент БТ, дали ќе биде утре, понеделник или вторник, сабајле, небитно ќе биде пуштен сајтот. Не треба, 100 пати сум кажал. Димитар Ѓорѓевич, абе Палчо ме нападна, јас само прашав. Абе не напаѓам никој, гледаш, не ве врејам, не ве псујам, него сум само људ кога ние се однесуваме детски. Мак, зошто не со Мак? А зошто па не со Јанко Бачев, кој па е него со Мицко по цел ден? А зошто па со овој не, па со оној не? Абе тоа, абе човек, 2 нули, значи 2 пута 0, да спојувате нули. Политички мрдаат со мал прст. Политички субјекти кои не знаеш дека постојат. Политички субјекти кои само дефокусираат, крадат туѓи постови, компилираат и подоцна прават партиски соопштенија. Луѓе мои, значи многу едноставен е овој наратив.
Многу едноставна поентата вечерава. Не знам зошто не се разбираме. Ајде, те гледам, доаѓаат. Не те слушам, ало. Гледате ги сите мали партии од локални и претходни избори, сите беа во ВМРО коалиција, ДСМ сите се системски. Ова е текилима. Па себе да. Шо ти текна бе сега плеер да пушташ? Ги збунив малку купчињата. Ако ајде. Драги Сокол, треба... Добро. Прочи го, драги, го фатив македонизам, во ред. Драги, треба да се респектира македонецот што терен и на десна. Види, ние нашето ќе го направиме, не го правиме за некој да не респектира. Респектот зависи од самиот човек кој те перципира и нека дал ке те мрази, ке те плюка или ке те респектира. Драги, важно е, знаеш како се спие како бебе, кога знаеш дека се што си можел, си вложил, си направил за себе, за семејството, за комшијата, за брат ти, за цел еден народ. Тоа значи дека дали ке не респектираат или не, тоа не е наша обврска, не е наш срам. Тоа е нивни, така да воопшто со тоа не се оптоварувам. Чекај, Драшко, ја да прочитам македонизам. Нема врска? Да, најверојатно нешто заебава Google. Да, Google или YouTube. Треба да се вратиме во православието од кое не одроди комунизмот. Тоа ми е муабетот. Македонизам се слагам и ти знаеш дека десна како политички субјект е единствен кој во оваа секуларна држава со сета сила стои позади нашата МПЦО и православието. Секое мое политичко образложение или одлука се темели на православните вредности како начин на живење. Православието си го сакам и се гордеам со него затоа што е ука и наука и вера и љубов која најмалку се оддалечила од Исуса. Не дека идеално, не дека ние сме идеални, туку тоа е најизворното, најчистото од се што суштествува и е во функција на сатаната. И се согласувам со тебе. Ја не знам што ти се бендисаат толку банки, бе, па као тизерче ги користиш. Македонизам се слагам со тебе. Благодарност до Ѓорги Пачемски за донација од $20. Јони Монтана вели, поздрав до екипата, само напред секој од нас да убеди по 20-тројца квалитетни луѓе ќе успееме. Да, па сигурен сум дека ќе успееме, бидете сигурни дека ќе успееме и јас да се заблагодарам на Ѓорѓи. Македонизам, вера во Бога го изгонува секој страв, па тоа 100 пати сум кажал, кога ќе видам исплашен човек со Бога, дека се оддалечил, се сомнева, во очае и треба да му се помогне. Сашо Лар, јас мислам дека не сме специјални, грото народи у светот се ситуација. Па не реков ја дека сме ние специјални народ, него сме специјални жртви. Да не гледаш дека северџанскава северно-македонска нација се подготвува, тоа значи имаш лоша политичка перцепција. Спојување на СДС на иста листа со 3 албански партии, а СДС во коалиција, пошто е распаднат, банда атлантистичка, тоа значи дека треба бај ги да учиш. На следните избори СДС ќе има двојазична програма, бидејќи идат на една листа, ќе имаат заеднички протести, заеднички митинзи. На следните избори ќе гледаме нешто ново. И за председателските ќе има изненадување затоа што дека се заборавиле, ајде да ве подсетам, во ТВ интервју за Алсат, мислам, беше ли? Не, ТВ 21, се извинувам, ТВ 21, од Зајас, соопшти дека е договорен
консензуален председател. Помачете се, нема све на гузови уво да ви ставаме, ке се помачите што значи консензуален председател на држава. Во Скопје ќе го поздравиме или ќе седиме дома? Кој? Лавров. Па му забранија идиотиве да дојде. Дисиденти БТ, гледам веб-сајтот за еден ден ќе ви биде во функција. Па да бе, ќе биде во функција, има тамо број. Нема повеќе. Добро, ако нема повеќе прашање, добро е 540 гледа. Се качува, но касно, па ќе си гледа тоа отпосле. Джока, наследните избори како респективно и поверење. Наследни избори и како респект имаш ти и поверење. Не разбирам, Джока Митрев. Прашува дали имаш респект меѓу луѓето и доверба, веројатно. Па појма немам, тоа ќе каже народот. Палчо, поздрав, Кико од еден циник, касно ве начекувам, ама тренинг, поздрав до сите во студио, поздрав Кико. Палчо, поздрав до цела екипа, водителов, тие, тој е спикерот кој ти ги чита прашањата, е супер дечко, ама реде некоја девојка од десна да ја чуе во радиофоничен глас. Че се потрудиме. Добар предлог на Борис Чупе. Нели ке Чичино, така. Има девојчиња, македончиња, убави силни македонки има. Па ти кажам и македонки се покажа силни од јангарите македонски. Ајде да привршуваме. Куловски, каква е поврзаност на преку кредитното биро со продавниците за брзи пари и големите маркети, особено за се има и лични кредитни податоци за клиентот. Па и да, има под задавање што се знам за што говориш, Нептун и овие другиве, па Пранико и компани. Да, поврзани се. Поврзани е едно те исто, кредитното биро ги продава, плаќаш за такви работи, значи било кој трговец ќе си плати и банкстерите ќе одлучат дека со нив заслужуваш и добијаш договор со кредитно биро што сакаш. Джока Митев, каква шанса имаат малите партии кои не се во коалиција? Ке видиме на избори какви се шанси. Тоа е одговор на Джока Митрев. Ајде сега да влеземе у одјава и да завршиме. Ке се гледаме вторник, среда, сабота, петок, недела, вака крш редовно. Ке говориме, ке покажуваме, вие ке прашувате, ја ке одговарам. Валјда ке најдеме радиофонично македонче, онака како што еден наш гледач побарираше. Но во сите варианти, проектите кои сме ги започнале, ке ги тераме, изненадување уште повеќе и изненадување, ке можеме да ви презентираме сериозна политичка борба. Без разлика што тука има нови коментатори кои не се во тек, па поставуваат малце по ретро прашања, прашања на кои 100 пати до сега сум одговорал, не е страшно. Дај бе некој гостин од направи моја некоја тема и планот на десна што мисли и како мисли да правите како партија пример во образованието, здравството, одбраната. Дисидент БТ, дали си прочитал во овој месец 12 соопштенија, пример? Баш и за образование, и за социјала и така натаму. Не. Значи, ја треба препорачано тебе да ти праќам линкови од десна, од трева, така. А од утре ќе читаш и на вебот. Свикување ту мене некој со кој ја по цел ден се бориме и да се викаме Сердаре во натаму и е ретро, смешно и глупо. Некој, тука е вклучително
ДПШН и СДС во оваа држава дал конкретни зази е Палчо и не знам што ти менува ако наместо Палчо истиот предлог го соопшти Христијан или Драшко одгоре. Стварно не го разбирам прашањево, а таман почнам да се дај поканија Мирка и Буревесник заедно да ги разголи мафијашите. Мафијашите се разголе, туку што ние направи разголените мафијаши? Ништо. Значи, упорни сте, не сум ентертеймент подкаст. Дали ја вечерва се трни податоци, дали ја се кикотев, кикики, какака. Не. Податоците околу банкстериве кои тек сега ги отвара воопшто не се за смење. И не одбивам да биде ова ентертеймент, забава на македонското робство, забава на сметка на македонецот кој е угнетен, одбивам такви навијачки срања што некој ги нарекува подкасти. Ова се однесува на Драги Сокол, наш поддржувач. Но, драгче, не сум ја да се правам важен, но не прифаќам. Затоа што не може ти да даваш под дека нашиот зароби со мали шанси за слобода и да се кикотам. Нели, малце смешно. Така ентертеймент подкасти јас не правам. Девојка спикер е добра идеја, па да, може да биде и ко-водител, секако. Ке има промени, добри се тие сугестии, ги прифаќам, технички се, конкретни се и браво, деца. Тие сугестии. И затоа сакам сега да се одјавам од јавната шпица, си ја спремиш, дете Машко. На сите ви пожелувам добро да си размислите. 10 пати сум апелирал добро да размислите, а како и што ќе одлучите, тоа е ваше индивидуално право, а колективната борба е наша заедничка, така да што и да одлучите, пак мислете добро, мислете брзо, мислете македонски, почнете да действувате, престанете да ми давате идеи за коалиции, комбинации и 300 и само да не се соочите со фактот дека сте робови. Јас тоа поодамна го надминав и затоа инсистирам и помагам и вие тоа да сигурно да се соочите со робството, да се соочите со фактот дека ова е таа генерација која изгуби државата и во оваа генерација има обврска да пати таа држава. Престанете да се лажете себе си и со коментари да се обидувате да ме лажете мене. Не можете тоа да го направите. Па прошлата емисија Крш-дебата беше одлична, со одлични говорници од десна и разумни ползи од нив. Драги Петко, но луѓето не ја гледале, разбираш? Овој тренд навијачки што се промовира по подкасти прави ваков дефект. И не е страшен дефектот, одговорив на прашањето. Десна си тера работа без разлика што 1, 2, 6 вакви коментари има. Десна си ја тера работата во Државна изборна комисија видеа, а во среда сите овие што као не чуле, не виделе, ке констатираат дека само за ден, за 8 часа едно работно време, Десна собрала преку 300-400 подписи овака. Во само 8 општини. Но и ке се направат дека тој настан им побегнал, не го виделе и повторно ке ми викаат да се обединам со Страшо Маак. Треба, драги Петковски, да се навикнеш 100 македонци, 101 табијат. Треба да се навикнеш дека за да организираш 100 македонци ти е еквивалент на 10.000 французи. Ете, толку сме раскарани за нигде, погрешно живење 30 години не претвори во едни лајпарди, во луѓе кои одбиваат да си признаат дека никој не ги есапи, дека никој од нив не се плаши,
дека без разлика што се мнозинство не се никому закана од овој робски систем или од овие тирани што не владеат и вака емотивно да реагираш на вакви прашања. И затоа, ако Малиов се спремил, ние вечерва кажавме сериозни работи, одговорив на голем број прашања, па ќе го направиме и следната недела, па кој како сам нека перципира, нека филозофира трета политика каналот, Десна како политичка партија, Десна република како здружение и Палчо како македонец, си цепаме кикдаун до даска. Вие слободно да коментирате, нема никогаш да ви се наљутиме, нема никогаш да престанеме да се расправаме за нашава Македонија, која без македонци не може да суштествува. Биете поздравени, ве сакам многу, се гледаме следната недела со Крст 112. Бангстери, се отвори сезоната, ова зимо ќе ги уништиме бангстерите. Поздрав!